Судскиот совет е клучна институција за функционирањето на правната држава. Секоја сенка на сомнеж во работата на неговите членови мора да биде темелно анализирана, а јавноста треба да биде уверена дека советот работи чесно и професионално. ВМРО ДПМН и пратениците од парламентарното мнозинство и официјално ја поднесоа иницијативата за разрешување на 5 члена од советот кои се избрани од парламентот. Судството кое ужива само 2% доверба е мета на критики и на јавноста, и на експертите, и на меѓународните институции. А токму Судскиот совет е една од институциите за чии сериозни недостатоци ЕУ постојано предупредува. Според Мицевски, овие забелешки се од клучно значење за процесот на реформи во правосудството и напредокот на Македонија. Поднесуваме интерпелација за работата на членовите на Судскиот совет кои што се избрани од страна на Собранието. Европската Унија и јавноста во Република Македонија постојано укажуваат на сериозни недостатоци во работата на Судскиот совет, особено во односот на независноста, транспарентноста и отчетноста. Алфа побара став од координаторот на пратеничката група на СДСМ кој кажа дека ќе се произнесат преку партиско соопштение. Портпаролката на партијата Богданка Кузеска пак не упати на вчерашната изјава на организацијскиот секретар. Оваа тема бара надпартиски консензус од сите чинители политички партии во државата, затоа што и самите граѓани го бараат тоа. Факт е дека е потребна темелна реформа во целокупниот правосуден систем. Од тука Социјалдемократски сојуз на Македонија како одговорна партија бара заедничка средба на сите политички партии во собранието, при тоа на таа средба да се изгради надпартиски, општ консензус. И премиерот ги повика сите парламентарни политички партии заедно да работат на реформите во судството. Заеднички е да работиме на промените. Да не биде едностранно, да не бидеме ние обвинети дека правиме нешто кое што е дел од коалицијата која што е во владата. Јас ги поканувам сите политички партии парламентарни да заеднички го работиме овој процес. Да биде инклузивен, да не биде дека нешто солираме. Да направиме на нова пракса, да обезбедиме еден општествен консензус дека ни се потребни промени и заеднички да работиме тие промени да се случат. И да се изгласа интерпелацијата на членовите, тие можат и понатаму да бидат дел од Судскиот совет. Но Мицкоски вели дека не е добро кога тој што те избрал ти гласа недоверба, а ти продолжуваш да водиш инает. Затоа очекува судиите да бидат доблесни и сами да се повлечат. Власта е децидна дека е време да се воведе ред во руинираниот македонски правосуден систем преку корените промени кои ќе значат почеток на крајот.